Браво. Добар ден, може ли да помогнеме нешто? Па те ги гледам автомобили, па ме интересираат кои се нови технологии што ги имаат. Па да ви понудам хибриден RAV4. Има нов мултимедијален систем од 10,5 инчи со клауд навигација како стандардна опрема. А ако ви треба прецизно планирање на патувањето со информации што постојано се ажурираат плюс детали во живо за сообраќајот и настаните на патиштата, тука има се. И секако морам да зборувам и за најнапредниот систем што се активира со едно едноставно Hey Toyota. После фразата Hey Toyota може да ги затворите прозорците или да регулирате температура на клима. Магија, Чекаме, не можам да ве запомнам сега. Од вас двајца, кој беше кој се? Јас сум Андре, а не Панчо. Аха. А од вас, Куку, кој е Куку, кој е Леле сега? Кој е Куку, кој е Леле? Двајца вас сме по едно ку и по едно ле. Добре, шо па толку е смешно. Тука сега, кој е Начевски, кој е Николов тука? НННБ, Начевски, Николов, најболи свириме. Да. Добри песни правите вие. Топ сте. Мислам само така. Добре, овде Next и Time. Кој е Next, кој е Time? Така, дами и господа, нова епизода 1 на 1. Ние сме подготвени, имаме многу добри гости денеска, многу сме возбудени, убаво си поминуваме. Бенда, ти немој да гледаш натаму сега, значи прати ме мене. Треба да ти дадам знак, кога ќе ти дадам знак, ти ќе направиш што? Ето така, тоа е се многу добро извежбано, а исто така извежбани се и нашите партнерски пораки. За денес ви препорачуваме ова, а ова е Detox Mix од Good Nature. Билките во миксот действуваат поволно за детоксикација на организмот, а се препорачува чајот да се пие 3 пати на ден. Секогаш е добро малку детоксикација, нели? А ако барате брашно кое ќе ви помогне да постигнете совршени резултати секој пат, тогаш одберете нешто направено од најфини зрна и мелено до конзистентна фина текстура. Моето брашно од Кадино е ова и е тоа што го барате. Идеално за најдобрите пити колачи и многу повеќе. Продолжуваме за многу кратко. Најдобрите со најбрза достава и најљубезни доставувачи имаат многу промоции со бесплатни достави во било кој период од денот, дали е за доручек, за ручек или за вечера. Денеска гостини се буквално најдобриот, најквалитетниот, најпознатиот и признатиот судиски пар во ракомет во целиот свет. Тука се Начевски и Николов, одиме! Ѓорги Славе! Види, натоварени доаѓаат. И натоварени бродови. Ситно е. Значи, неколку тебе до душа, ти баги поише си од нас, ама... Кој колку товари? Кој колку може? Зависи танкерот колку држи. Кој може, Бог да му поможе. А што можеш ти да видиме, бе, господине? Па ти детоксикација, ова ја да ти дадам антиоксиданси. Знам дека си ме раклија на добро вино. Добро. А од мојата фирма мора да видиш ова. Ова Императорче, одлично вино. Император. Каберне Барик. Нешто невидено. И ова најново на пазарот имаш премиерно, чест да го пробаш, Еуфорија, мускат со Пино Гриджо, најдоброто бело вино у Македонија. Овие ги... Ти благодарам. Ни ја пробаме, да знаеш. Сварно? Ги немаш, ова го Ќе немаш. ги пробаме заедно. Ова го нема. Ајде, Од нас- после ќе одберем. Како судиски пар, да имаш успомен од нас, да го урамиме негде. Браво.
Подпишано. Подпишано. Значи Ѓорги Начевски Славенико, ве зверови мои. Види, ние си се знаеме, ние сме си пријатели. Значи, ама, не може да не се каже честа што имаме македонци на тоа ниво е, знаеш, неописиво. Од аспект на ние како македонци не сме имале во историјата голем број на луѓе што светски се признати на ниво на лупам сега како србите Новак Џоковиќ да речеме што го има. Знаеш, да имаш најдобар во нешто, не може да не ти е гордост. Но во последно време оние кои што нели такви фала Богу во секој жанр или секоја професија ги има, хейтери што ги викаат. Колку сакаш. Ете така, ги има, знаеш, тие добија така еден вид храна со моментот дека вие не сте стигнале до врвот туку така. Вие да сте си местеле уствари работи. Си местиме колку сакаш. Така, значи мести светско, не знам, европско, светско судија. Најдобрата македонска судиска двојка Начевски Николов осомничени за местење над превари. Како звучи сето тоа? Мокно големо. големо. Да. Едва чекаат да те стаат уста. Лесно е да се намести финале на светско и на европско и на... Полесно здравје. Полесно здравје. Ја пред 10 години сега исто тежам, мајка. Пази, Начевски Николов обвинитени за местење над превари Видиш, и организиран криминал. Сега ќе дојдеме до криминалот. Иначе јас сум у таа ставка шеф на мафија. Разбираш? Шеф на мафијата си? Шеф, некој си джипси клан. клан, да, Прв слушам и за тој клан. Ама знаеш нас како се сведува сето тоа? Ти си ми другар. Си лапнал колку, не е битно. И јас сум мафијаш. Специјалец Кристијан ми е другар на Фејсбук. Јас сум специјалец постојан местел над превари таму. Цветко што дри. Фејсбукот на Ѓорги Начевски гледам вака и викам, ој гарант. Ги поврзувам работите. Па така и сето тоа така се свело. Сето тоа се сведи на тоа. Дури кога го погледнав јас не знам колку време се смеевме со Добро да Слави. не си ни другар на Фејсбук. Пазете кому сте другари на Фејсбук. Нараво учение. Славе, ама барем исплатливо, убаво, фино, мислам, вака Види, се ја заработува. сега реков. Пред 10 години тежев исто и сега тежам исто. Не лажи се, аз имам Се се потежа. Уште едно финале плюс Нели има. тоа ви беше Не работата лажи, да се од вигна? 2020 уште 3 финали ја плюс. Ајде, Тоа е многу така е. Но, добро, шална на страна, демант имаше. Сега знаеш мене што ми е интересно. Како кој одреден човек ќе го нападнат, кој што си е, пак ќе речем, познат, признат во она што го работи, професионалец. Баш професионалец е веројатно правиот збор. Како тоа кога ќе го нападнат сите сакаат да дојдат да клоцнат, а кога ќе има демант на нештото, знаеш? Никој нигде го нема. Убаво го спомна ти Преска Џоковиќ, така? Колку време го клоцат? Секој турнир го клоцат. Најбољи спортист ли е од Нели се пак не го пуштат? Пак не го пуштате во Америка. Па дали на некој му е убаво кога некој доаѓа од Балкан, а поготово од Македонија, да биде најдобар во свет? Значи од милион спомнати што бевме таму, еве 8 ќе кажеме, како ги спомна баш случајно најдобрите у свет и македонци и хрвати. Не е тоа случај. Значи све си има некоја позадина. Позадината која е? Споменуваат скандинавците, така? Не се веќе мокни во Европа, во европскиот ракомет кој што беа претходно. Најдобар главен за суди македонец. Главен за компетишн Ти па го Србин. знаеш тој. Да, случајно го знаем. Блиски сте. Подпредседател на ЕХФ Црногорец. Нигде нема тие скандинавците и сега нормално си барат алиби за да полесно дојдат таму. Меѓутоа, за среќа, одма демантот дојде. Не ме боли као што каже и сам фактот дека не плюкаат на страна. Те боли фактот кога го вие твоите нит проверено, нит прочитано, само го пласираат и плюсиште толку додава. Тоа е најголемиот. Тоа што има радост дека, Се хранат, супер, духовна. овие што се горе, ај сега да ги... На крај ќе се сведе на сето тоа, јас колку да сум горд македонец и патриот, се сведува на македонска работа. Знаеш, едва и чекаш да го видиш оној другиот што нешто вреди мал понижен или да Козата и за комшијата. козата и комшијата, е баш, тоа е. Знаеш, и што е најтрагично, кога објавија таква вест, никој не се јави кај нас двајца да праша да провери, да побара интервју, мислење. Не, тоа си го... Никој не побара за... Се јавија, меѓутоа јас културно ги одбив, бидејќи знаеш како е работата. Што повеќе се правдаш, повеќе си крив. Така да ако мислат така, да дај Боже уште толку да имамо тоа што го мислат. И јас едноставно им кажав, немаме коментар на сето тоа,
има релевантни фактори кои ќе го кажат своето мислење нормално. Ако кажа одма другиот ден и рачунај ти ако имала нешто такво, а ова се случува, значи не е туку така, значи има некоја позадина. Ова било пред 7 години. Да имало нешто пред 7 години, но сега чека, пробале на други начини да ви инволвираат у некоја сплетка, у некоја мрежа. Знаеш, пошто споменаш, па гледај сега, спомнуваш, татко ти е исто така висок функционер. Имаш Црногорец, имаш, не знам, така, сите овие што ги спомна, сега јас не се разбирам како. Тоа било и поширока игра, каде што пробуваат сите да ги инволвираат. Не е тоа таргетирано баш сега Начевски Николов судиската двојка. Поставувам дека има некоја многу поголема позадина него ние сме колатерална штета у целава оваа работа, ме разбираш? На татко ти конкретно му се случуваат вакви работи? Како македонец? Секако да му милион сопки. Така. Заре рачунај ти 3 мандати да си главен на судија Европа. Све ќе да направат да те обезлича дека си ваков, дека си таков и ќе бараат све да направат нешто, ама тоа што значи тој одредува двојки судиски? Пример? Одредува комисија, они мислат дека одредува. Да, меѓутоа комисијата е таа што одредува. Он е уствари тој што е стручен што може да ги каже кој може да напредува, не може да напредува, да ги едуцира и така натаму и така натаму. Меѓутоа, за жал или за несреќа нивна, не знае дека одредува комисија која ги делегира тие суди на тие надпревари. Не е тој. Така е. Ете, добро, заврши таа работа, ајде да не ја влечеме многу со негативни работи, додиме со позитивни. Не е негативна, на крај испадна позитивна. Да. Така? Па така е судепе финале. Ајде да финалето да спомнеме. Како беше? Како се чувствувавте, знаеш? Како одеше работата? Ако може да раскажеме, знаеш. Имаше ли интересен момент некој што се случи? Имаше многу интересни моменти, не еден. Знаеш, тоа не е лесно. Пошто ти си во процес на светско, каде што ти инаку они не знаат дека судат финале, така? Ни најмалку. Ти појма немаш дека ќе судиш финале. Сега ќе ти објаснам и како стигаш до тоа финале. Добро. И колку градови и колку овакво сме смениле да стигнеме таму. Ти не ни знаеш кај си. Прво имаш 3 дена припреми, па имаш физички тестови, па имаш писмени тестови. За воопшто групна фаза збориме за да фатиш. Значи пред да можеш да дојдеш. Така. Значи доаѓаме у Варшава. У Варшава тестови 3 дена, семинари за ебанци. Од Варшава идеме Копенхаген, Малме, судиш у Малме една утакмица, ти вика другиот ден идеш у Архус. А ти не знаеш? Не знаеш. Се спремаш, одма идеш у Архус. Од Архус идеш, вика следниот у Гетеборг. Ајде у Гетеборг, нема проблем, идеш у Гетеборг, пакувај се. Од Гетеборг ни викаат идеш у Краков. Како бе у Краков? Ама у Краков преку Амстердам. Слетуваме у Амстердам замрзнуваат крилата, не можеме да полетаме, а судиме Франција, Шпанија, дерби. Франција, Шпанија, замрзнуваат крилата, вика чекаме 1-2-3 сата да одмрзнат крилата, имала некоја магла у Амстердам, како падне маглата, замрзна. Полетуваме, слетуваме у Краков, стигаме у 3 сабајле, другиот ден судиш ова. Како судиш, вика, слушај дечки, идете сега у Гданск. Судиш у Гданск, другиот ден ти викаат, идете сега, вика, у Стокхолм. У Стокхолм и доаѓа она пред најбитниот момент, остануваме уште 3-4 пара. Иначе, за илустрација ти кажем како идеш до финалето, така се намалуваат судиските парови. Исто како и нашите репрезентации, нели? Кои нашите репрезентации се чистат, така и ние. И знаеш која е мотивацијата да се докажеш и покажеш од колку бевте на крај останати? 4 или 5 пара, така. Значи, се знае дека ќе биде меѓу тие 4 и 5, само не се знае кој ќе суди. Не се знае кој ќе суди. Доаѓа еден ден пред и рачунеј. Еден пред финалето и пак притисоци, вака, овој објавил она, Франција објавил, види притисокот од јавноста тука, од фамилија, од целокуп, од цел свет. Види, порано, да, било, а не било, нит гледа некој сега социјалните мрежи за една секунда, све се знае. Имаш 50 камери на утакмица. 50 камери, едно, друго, трето и доаѓа моментот, не објавуваат нас, прв пат во животот, за такво нешто, солзи ми дојда. Значи, кейф не виден. Кейф не виден, не од аспект што ќе осудиме финалето, бидејќи сме најквалитетни, тој сами го знаеме, меѓутоа фактот што сме ги затнале устите на сите во цел свет. Так. И кога ќе доаѓаш на финалето и ги гледаш, и тоа судиш против данците, рачуне. Рачуне колку е потешко. Значи тие што те све се умисла, не е случајно. По-профи здрави. Доаѓаме ние 23.000 у сала, и викам Славе, им покажем уште еднаш како се суди. На крај дојдоа и дојде дури пуштиле до ИХФ и до наша федерација од љубители од Данска кои пратат ракоме 30 години да се заблагодарат на нив, индиректно на нив, на нас за
таквото задоволство и за таквото судење што го даваме низ годините. Чисто голема за спортот ракометен. За ракометен. Така, она што сте го направиле за ракомет. Замисли која е таа сатисфакција. А по тоа што мислат? Дека вие сте суди што оставате да се игра ракомет. Ние сме Значи суди, така, што мислат? ние сме суди што го измислиле судењето за многу суди у Европа. Ајде да пробаме да подобјасниме за обичен човек што значи тоа. Како изгледа судија условно речено кој што не е таков и вие? Кај е разликата? Разликата искуство. Ама Ќе ти кажам пластично. со пример, знаеш, како изгледа тоа? Ќе На бе, сега терен, ти кажам 25-та минута, што се случува? Значи прво мора да имаш искуство. Без искуство нема шанси да си на тоа ниво. Значи тука За да прво носиш одлука, така, носиш одлука. прво треба да имаш респект од тренери, од играчи, за да доеш на тоа ниво да ги продадеш тие одлуки што ги продаш. Тоа мора да го имаш. Значи пред се како што кажа и Ѓоко, значи ние дозволуваме да се игра машки ракомет. Максимално добро. Максимално, значи доека иде топката, доека не му е блокирана раката, доека иде, дозволуваме Тоа го предност. сакаат ракометари, така? А тоа е најубавиот дел у обожаваат сите што ракометот. разбираат ракомет. Предноста е најубавиот дел у ракометот. И затоа ракометот се одвојува од другите спорти. У Предноста е. кошарка на пример секој такво е фал. Точно. Овде иде топка. Точно. И Ова кога треба да имаш визија што ќе се случи у наредни 10 секунди. И треба да го пуштиш тоа. и кога ќе видат дека судат Начевски, Николов и тренери и играчи, Точно они се знаат што е задоволни дозволено, што и не. знаат дека ќе играат ракомет. Дека нема сецкање како другите од страв, ќе Ама и свирнат. фановите. И фановите што разбираат И ракомет. ракометарите, и фановите. Ракометарите од сите имаме почитување, греота да кажеме збор. Од прв до последен имаме максимален почит и тоа Ама и ти баш и не оставаш да не го. па нормално, па така сме го стекнале, така сме ја стекнале тоа. Како збориме, реално. Од самиот почеток, значи секој судиски пар има некој ментор. И од почеток ние судевме тие младински категории и квалификации, ни беше Хенрик Лакур, сега е подпредседател на ЕХФ, он ни беше на еден турнир и он ни беше као ментор, фактички мислам дека и тој момент беше пресуден за нас као двојка дали ќе идеме нагоре или надоле. Исто данец. Да, данец. Сега е трежерер во Благајник. Благајник у ЕХФ И подпредседател. и подпредседател. Да. Мислам дека многу влијаеше психолошки на нас да идеме у позитивна насока. И постен финалето, пак е данес ке речеш субјективно, меѓутоа не е, значи Не, од и квалитет, пред финалето. да. Ни се јави и рече вика, вие веќе не сте суди, вика, вие сте легенди, легенди во вика, во судењето. Тоа како? Браво, бе, браво. Носите звучува нов опасно. момент во самото судење. Браво, тоа ти ја пулни душата. Мислам ти Па за тоа и се тоа е задоволството. Затоа и живееме и затоа да ти признае некој дека си најдобар. Нели? Така, да. У било која област е што така. е многу тешко. Како почнува надпревара, знаеш, еве, доаѓате, окей, публиката тука, химни, whatever, што и да, што си правите, знаеш, си разменувате некој збор, нешто Има, си правите? концепт, Секогаш имаме концепт. Не, ама на самиот момент на надпреварот. Што е последно нешто што си кажува? Ај со среќа. Што беше тоа? Чекај, направи макар, како? Што е ова сега се рачува? Па да ме чепне пред утакмица. Тој како некој да го почеша раката, знаеш. Значи тоа ви е онакако последно ритуалче. Увертира ритуалче у Види, на секој Чекаме од кога го брете? од почеток. На секоја утакмица пред почеток имаме концепт. од почеток му викам судија оваа кој да ти е последна. И Од секојаш треба да се покажеш значи, одново. судевме европско финале. На Олимпијада стартувавме како од нула да си судел, како да си почетник. Ама, чекај, Мораш на мора да- секој првенство да покажеш Мора и тоа да ти го кажеме. Тоа е лично Лично, чувство, лично. значи Не тргаците почнувам- со иста мотивација. Не сум Начевски Николов како да сум никој. Не се тим. Значи ние почињаме на секој првенство како почетници. Покажи најдобро што можеш, затоа што таму нема прогледување низ прст. Ама не само тоа што има или нема, него мора да му ги кажем и некои работи. Како стигнавме, на пример, пред да судиме Олимпијадата, судевме на светско првенство во Египет. И тогаш, нели, ковидот за јапанци. И ја факам ковид, значи потежок случај здравје. А тоа се спремам за ковид у топ форма. 18 дена, 40 температура. Ја готово да цркнам. Готово, значи, кога ти кажам, Ти броеше, да? буквално 3 пати бев у болница, 3 пати видов таму како умират, викам, на жена ми викам, се враќаме, викам, назад, боле да си умрам дома него таму. И Славе вика, слушај, ако треба, не судиме, вика, на светско. Вика, пошто ја идам кај докторка, идам кај Ангјушева у Филип II и ми вика, јас дозвола, вика, не ти давам, вика, да идеш да судиш. Викам, докторке, на моја одговорност, викам. На Славе му викам, еднаш да не нема,
Едвајќи чека да не избришат. Толку. И ја немав ни месец дена да се спремам у топ форма, значи ја не можев да отидам од тука до таму, значи толку беше лошо. Се спремивме, истрчавме, направивме све топ. И доаѓа Олимпијада. Олимпијада исто ковид мерки вака, онака, втора утакмица судиме Норвешка, Шпанија. Исто дерби. Значи од дерби до дерби, ако сите судеа 3-4, ние судевме на 8 утакмици на Олимпијадата. И слушај, и доаѓат имаме едни пријатели, другари наши колеги, овие португалци, и стално они на секој првенство суди. На секој првенство се повредени. И сега се повредени. И сега се повредени. Стално, нема промаши. Значи тоа има некоја лоша среќа, тоа има. Секој првенство и доаѓа вика да дај Господ вика да ја скрчиш ногата. Па не прават на почеток на утакмица со Да, и слушај. И слушај. Вика да дај Господ да ја скршиш ногата. И го бркам ја човеков, викам Рикардо се вика Рикардо, иначе се од Мадеира. Викам кој ќе те фатам, викам тешко тебе ќе биде. И слушај што се деша. 7 минута над преврат. И јас само осеќам нешто. Поп. Ај, викам отиде ногата. Крсно нешто. Да бе, викам отиде нога. Не бе, викам трчај, викам мораме да ја завршиме утакмица. Ја завршуваме утакмица. Имаш резервен парк кој Имаш чека, резервен чека парк, чека да влезе. те сменат. И толку. И ја завршивме утакмицата. Че ти никому не кажа ништо? Никој. Само ја Слушај, ја само ја ја знаем. И вика, абе, ако треба ќе откажеме, не судиме. Викам, ти лут ли си, бе? А викам, ако треба ќе куцам на една нога, викам, ќе отсудам до крај, викам, ќе рипкам. И така и бидна рипкав до крај. Рипкав. Се познаваше физички, пример снимка ако видиш. Ако не Да, се да, познаваш. се гледа. Само гледа, ја трчам цело утакмица. Да. Како не ама отсудивме топ и отсудивме до крај, ни го дадоа финалето. Гледај колку е. Значи колку е лесно да се откажеш. Треба многу мотивација и храброст до крај да издржиш. Чекај, не го кажам најбитното. полука. Ајде. Слушај се ова. Ајде. Со 3 ноги и 3 ока. Стигаме у Токио на рецепција мистер Начевски, yes. Вика имате пакет вино и пакет ракија. Бовин. Таму у Токио. А таму извоз нема добар. ништо. И секоја ноќ кај нас у соба или кај други се собиравме и последната ноќ мене еден колега да дофрли пиво лименка до друг колега удирање у глава. Ама не у глава, него Ама лименката тачно го гаѓа лименката вака. тука у око. Вака го Као гаѓа. некој И он као се врти, он вика пиво и само се врти. И како? прскање аркада Прскање тука. Вака, лета Шприца крв крв на сегне. сите. разбориш бе. Осте се. И одма Јој, ставаме кафе сурово тука да Ја имам искуство Цела со ноќ мраз со на кучињава, тако. знаеш, лекување. И така судевме со Го излечив за 2 Со три секунди. нозе- Тоа што си гледал на интернет. со Инаку три- немаш. Ба, ја му кажа после. Со 3 нозни, со 3 очи судевме финале. Ета. Ја Ама вака болje го судев. отсудивме од овие со сите заедно да се. А човек, чекај, ова е рок н рол. Рок н рол. Пази, другиве суди. Не, Ај реално да збориме. медитира, Пример, три дена се медитира. под, не знам како да поддосадни ќе биде нефер и не е добар убаво го збор. каже, досадни убав збор и што кажа медитирате, но медитира. 3 дена пред утакмица се затварат и не комуницираат со никој за да се сконцентрираат за утакмица. Е добро, пример, не се осеќаш супериорен кога знаеш дека тоа не ти треба. Знаеш зашто се осеќам супериорен? Затоа што уживам у тоа што го работам. Ја кога ќе дојдам таму, уживам да судам. Значи не идам таму од што морам да идам, него уживам да го правам тоа што го правам. Не ти е као професија и сега го не. правам за хонорар или за не знам што. Не, тоа ни е само хоби, едно убаво хоби, од кое сме задоени уште како деца и Точно. до крај И што и генерацијски се работи, и тоа да го Така, спомнам. да, Значи да. има Трета потенцијал, генерација, трета има генерација. потенцијал за трета генерација. Веќе у Татко ми, процес. татко му бивша Југославија заедно, ја и он толку години, и еве синовите веќе трета година судат Кој судат? заедно. А судат младинска лига, Ама меѓутоа добро, така си е редот. така си е Се редот. млади. Ке биде. Знаеш колку, кој ќе кажеш порано, ние немаме прво у Македонија традиција на ништо, нели? Сега да кажеш традиција трета генерација суди. генерација. човек Кеф. адвокат, Да, доктор, да. тоа ти е. Така. Кој е адвокат три генерации? Три генерации, кој? Али чекај, нема. 1762 во Скопје пристигнува турскиот трговец со зачини Осман Балик. Уморен од долгиот пат, отишол во одајата да одмори, веднаш заспал, ама чуден сон сонил таа ноќ. Во сонот му дошла ќерката на султанот и му рекла: "За мене ова?" Ево, ова е чај, друже. Браво. А шо зборев? Има моменти, еве лани, пример, конкретен пример. Ајде. Столе Стоилов. Лани.
добар пример нај. Не е некоја важна утакмица. Море важна, Важна, како не важна. Да, многу важна. На Славе ли кога го нападна? Па ја кажи Славе кога на. Еве, Славе, Кога више го кажа тој. Еве Славе ќе го Ја остави. тргнав за нешто друго да зборам, небитно, ама еве сами кажа. Продолжи по твоја пат. Еве јас ќе си кјутам, Игра у Јане Сандански Вардар со Ерофан Пелистер. Таа утакмица изгуби Вардар дома. И Столе беше на 6 метри као пивот позиција што се игра нонстоп, шутира, чист шут, промашува. Он мислеше дека треба пенал да судам, ама немаше никаков контакт. Која минута е ова? Па 40, ма повеќе беше 50 и некоја. Се крши резултат. Добро, добро. Ништо ја голманска топка и он постепно из цело тоа враќање према одбрана. Ама умеѓу време се тепат на трибини цело Да. време. Приговара Шо цело збориш? време, приговара ке мене, после го гледам таму на Ѓоко му се сврти на гол судија, него му приговара цело време и после се сврте на ке мене. Почнува да збори многу, Ја за значи. него И почна со се расправа, гестикулации нешто да мафта да каже и мене ми пукна филм тайм-аут 2 минути. И иде на ке мене и са Столе го знаете сите корпулентен, викам ако ми ја бапне сега една, тука ќе ми испржи, ја му викам Столе немој да ме пипнеш, викам живти се. Да. Не, до толку булјачки, до толку булјачки не. Викам не. Да. Баш дека се жити се Столе. Не, вака беше, вака. Ево јас се зачудив сега. Абе не кажувај приказни таму, ајде. Немој да ме пипнеш. Викам све. Ме Толе, расплачуш. немој да ме пипнеш, викам, нема да заиграш рака. Не сакав тоа да го кажам, са не ме влече. Ај, добро, бе, И добро, доби 2 минути, а го гледам Ѓоко таму трча. Обезбедување. Жал ми е да го знам. И доби 2 минути тука што доби. И не Кој му даде? Ти му даде? Ја му дадов туку уште претходно, оддалеку. Оддалеку. Оддалеку му Оддалеку, одма у старт. И после пак нешто беше додека траеше исклучувањето, пак нешто почна да шутира флаши лево, десно, дојде Џоле. Тука вената и ај црвен картон и толку беше. Ама имаш и постем тоа утакмица, продолжеток пред гардероба. Дојде надвор на Ферка, дојде ваму. Циркузи, брат, циркузи. Има такви, има Живи такви. здрави ние сме и па види уличната школа мора малце да ја поминеш, не Ама е лесно да после си тоа судија. пак е исто Ова ништо. стварно не е лесно да се судија Си човек. судија. Имало и со многу други, да речеме, ракометари. Некој би одвоиле, Охо. кој е онака така слично агресивен, слично... Како Столе? Абе види, на времињата имаше поагресивни, сега Добро. се помалку Помеки се агресивни, сега. помеки, сега се поагресивни у публикава, а помалку порано агресивни кој на некој терен. така бил Имаше, сега ќе ти од кажам Металург, таа една пример, анекдота, сега ќе ти стара кажам, сега ќе ти генерација. кажам една анекдота. Не ја Судиме. кажувај таа. Не, морам да му Не ја ја кажам, кажувај. ама не ја кажувам до крај, ќе ја кажам само на терен. Вардар Пелистер на времињата и Славе му дава на дали на Ивен Марковски беше црвен картон или ова не е ни битно. И в тоа време играше Олег Кајганич, играше за Вардар. Знаеш, оној што е гледам нешто водител у Србија, жена му не е ни битно. И вика, знаеш шта? Што позиција беше? Бек беше. Добро. Поломичу ти ноги. Коме ćeš bre да поломиш? Сред ноги? утакмица? Сред утакмица ти кажам. Мање јаем боксу плексус на сред утакмица падна као крушка. И не ти кажувам после што се деси си отиде човекот за месец ден од Македонија. Среда надпрема. Среда надпрема. После 5-6 години ние судиме некоја утакмица надвор и читаме на листа Кајганич и му викам на вика едно Џоле, другар. Џоле другар ти е тука игра. он И вика- скачаме од гардероби са према утакмица, проаѓаме поред него вака главата у земја. Ама лоша Сега, пројде. слушај, али сега у најскоро време идам у галери у Белград. И сретнувам еден чурује што играше у Металург. И влагаме ние на врата, вика, што правиш, како си, добар се ли знае. си? Супер. Вика, бебе, со Олег Кајганич што изгледа како ме видел. Штивињ. Толку. Го патил? Да, толку беше. Не. Ама гледај се, ова е више, кој друг судиски пар Нема. нема? Не. Вакви прикази нема други судиски двојки? Нема, Ај, многу реално приказки збори. има, многу приказки, може едно 5 тома да се напишат од секаков аспект. Например, ен том летови, ен том проблеми и така натаму, да не. А гледај се, ова е дерби во Македонија, но сепак вие судите дерби и во други првенства и тоа исто е интересно да го спомнеме. Значи кога одредена федерација оценува дека првенство нели доаѓа до зенит, кулминација, бла бла бла, дербиво нема капацитет да го судат домашни судии,
Еве, лани го судевме, на пример, мимо тие Африка, Азија тешките. Каде- така? Да, лани го судевме, дербито во полското првенство, кое е едно од најтешките, меѓу Висла Плод и Килце. И каде што навијачите се на една, дури може да се каже и полуди од овие наши. Тоа е полски Вардар Полски, Пелистер. да, полски така, Вардар. да речеме. И сега, кога дознавате дека судите такво нешто? Како оди процесов, знаеш, механизмов како оди? Од прилика недела дена или 10 дена пред утакмица. А они не знаат. А никој не знае Таму не од знае клубовите. Ха. Значи само знае ЕХФ, веројатно. нормално. Федерација знае полска човек што е ангажиран, Ангажиран за за суди, суди, и ние двајца и ние знаеме. двајца и нормално наша федерација. И кога дознаваат клубовите кој е Нема, двојка? Нема, на ден на на- утакмицата на- дозна. Така? На Да, саат само време пред така. утакмица. Ако не видат дека влегуваме у сала, знаат Тогаш кој се знае. суди. И може само да предпоставуваат кој е на следната утакмица. Па добро, да, Да. И на нашата утакмица е као репер да направиме за тој квалитет. Има 2 исклучувања на една страна од 2 минути и 2 исклучувања на друга страна. Вториот надпревар реваншот го судат, судат Хрватите. Хрватите овие истите. Исто што се меѓу подобрите да речеме, да? Добро. 5 црвени картони. Охо. Е, сега тоа како ќе Тој е репер за поштувањето. како ќе и за дозволиш респектот, да биде како ќе направено. дозволиш да се овие утакмицата. Надвор од контрола отишле работите. Така е. Сега така му доаѓа. Така му дојде. А замисли па Кајганиш да биде. Е, замисли идеш некој- Висла, слушај, Висла не- Килци и Кајганиш. некој го заборел више и дека постои. Иде пак, како идеме, играч. ајде музиката пак. Висла вако. Висла. И Ѓорги го гледа вака Кајганиш. Идеме. И трга Ѓорги. Си оди у гардероба. Си оди Кајганиш. Не може. Се многу случаи има вака. Многу. Има. Абе, некојаш пишете книга. Да завршиме. ќе Господ пишеме. направо завршиме. А види, убаво спомнава. Не сме почнали уште книга да пишуваме, ама уште пред да завршиме кариерата, начнавме на тема кој никој до сега не ја почнал. Имено направивме Академија за судење. Сега е у фаза Рефери Академи. N. ННН. Начевски Николов. Ја официализиравме и со Господ напред ќе почнеме да го пренесеме нашето искуство на друго овакво и да го тоа валоризираме, нели? Добро, ама тоа си е со лиценца, сепак не е тоа им текнало на двајца. На било кој. Да. Значи тоа си е како му доаѓа ИХФ, ЕХФ, кој ЕХФ. така. Уште нема ништо у позадина, пошто е тоа кој знаеш, кој менаџерска агенција, што е Така, ова, така. кој што имаат тренерите, кој што имаат играчите своја. Ние си направивме, решиме да направиме, затоа што мислиме дека имаме огромно знаење што бренд можеме да го сте пренесеме сепак, така. човече. И тоа да си го Прво ни е Искуство и знаење план се. да почнеме туку у Македонија. Обука на суди, млади суди, потоа постоечки секаде суди. каде што ќе има потреба. Постем како ќе не Одлично. Одлично. Има потреба, така. Спомна, знаеш, трансфери, тоа е интересна работа. Имаш контакти. И преку таткот и нели лично низ годините. Се случило да помогнеш некој да отиде да заигра во странство? на многу. Да? Па ајде да не претерам на сите што играат у поново време на страна, Значи, речемо, да речеме, последни 10 години, пример, Да. десетина. 90% јас сум ги завршил работите. Така? Природно доаѓа да те побара. Природно, нормално. Природно доаѓа, ги имаш контактите, знаеш, кажуваш на нашите, нема заинтересираност. Ако можеш да помогнеш, зашто не помогнеш? А има Еве на пример агенти конкретно за Талевски, има Ајде, агенти ајде. како. Еве конкретно за Талевски. Имаме овакво кога отиде да игра у Рајнекер. Преку го знаеме таму што е менеджерот, има ли некој, ќе има. Можеш ли да помогне, можеш. Преку они си терат после пак преку Да, менаџери. да, Нити ние нити наплаќаме, нити не интересира, Нема проценти, него нема само чудо. се со цел да помогнеш на наши деца, на наши ова да идат таму кај што Да треба има да идат. аспирација, Нема да има аспирација еволуција никак. на позитивно. Меѓутоа понатаму по завршување на кариерата, зашто да не да биде и тоа. Јас сум и магистар спортски менеджмент. Па сега може ННН ќе еволуира и во Ке такво еволуира нешто. во такво нешто, така. има е. ставка и тоа. Има. Нормално. Има став. Нормално ќе си има ценовник таму. Ке има. Тарифник. Ќе има. Имаме тркало на среќа тука во еден ден, сега ќе завртиме тркалото од режија, ќе ни го пуштат и да видиме, бидејќи ете спомнавме Талевски, ама да видиме ете и некои други ракометари и ракометни работници, па да видиме на што ќе ви текне прво кога ќе ви го спомнеме на што не одреден асоцира. човек, да. Ај, Ајде да го ова е завртиме интересно. тркалото, дечки Допустиме од Славе режија. Славе прво, ако бе, може. Значи, Тимур. Што мислиме за Тимур прво? Легенда. Така, почет има максимално. Максимално. Легенда. Професионален. Професионалец, добар Профи човек. максимално. Тој што може да даде гол од крило, мислам никој не може да даде.
ама и вака и во И како односот човек, како како джентлмен, човек. како господин, Прече значи, како човек. Значи максимален респект кон нас и ние Браво. кон него. Збор не може да се Само каже. позитивни Само работи за тим. позитивни Значи за тим. десетка. Од Браво. 0 до 10 десетка. Одлично. Ајде вртиме друг. Има таму гледам Пендаровски Груевски. Ајде Ој, нема таму, тоа да ао. падне, па не знам се че. Михел Хансен. Види. Не е десетка. Не, Некако не отиде. Спрема нас има максимален респект, меѓутоа е премногу арогантен, премногу е себичен. Не, петка. А чекај, да те прашам, постојат луѓе кои што се во врвот како него, а не се арогантни. Постои. Има такви? Има, како не. Има Значи многу. не е дека ако си најдобар во на позицијата дека мораш да си Не, така. таман работа. Еве, верувам дека многу сега судевме Австрија со Украина и на крај знаеш, кажува табе знаеш, судијава деца, уште не знаат. Многу арогантен и делегатот им вика, не е арогантен вика. Он е многу позитивен, многу е вакво. Значи, некој не може да каже дека е арогантен само по однесувањето. Треба многу добро да го знаеш кој што го знаеме и ние Тимурот секаков може нагол за да донесеш. Друго и Хансен го знаеш. Знаеме ние Хансен од дете, затоа и можеме Затоа да и кажеш, коментираме. да. Добро. Ајде да вртиме пак. Што се на Славе Лино Червар ке му се пада. Е, Славе прв ке го став. Зашто све мене најтешките мои? Еве, јас ке дојдам Така, пак, така, ти ето. кажи си прв шо. Значи, секоја почит, тренер, Така? добар, одличен, освоил све што може да се освои, меѓутоа на терен безобразен, Максимално. максимално, знае да испровоцира, ама тактички, знае кога му треба да ти Премногу испровоцира, кога да интелигентен, да направи не се прекин. лажем. Тежок за суди, Значи, значи. Не, Или зависи за кого. не го прави тоа со цел нешто тебе да те нападне, да те навреди, ама го прави меѓутоа и го тоа, и прави тоа со го цел да добие нешто корист од таа ситуација. Да ти направи тактички. Имавме една Тоа си ситуација, измочкан со сите бои. имавме една ситуација Металург со Веспрем, Веспрем ја ќе ти судевме кажам, пријателска, ги викна на тајмаут, пријателска ги викна на тајмаут сите играчи, вика нападнете ги судиите максимално. вика сите да ви Не можат исклучат. сите да ви исклучат. И она со Карачиш Ама слушај, кога ги досуди слушај, 8 кораци. Ама вика не може сите да исклучат, ама ние ни кажуваат што се случило. Следно Викам, така. слушај, сега мислиш дека си паметен, ама кога ќе дојде кој ќе те боли најмногу, тогаш ќе видиме Ова е дали пријателска. може или не, ова е пријателска. Не може денес- попаметен од нас да Ден исклучи. денеска не сака да признае дека се кораци на Карачиш. Карачиш. А што се случи? Па на играше финале тешкото го Европско изигра. првенство кога судеше Против последна Шпанија, минута, тешкото го изигра. 8 Карачиш. кораци На направи. 8 кораци направи. Да? Да, направи. Али на крај пак добар. Добро, окей. Ајде уште едно. Осмица. Осмица. Добро. Сега Славе Карабатич ќе се пад. Не, са ти си. Туше бај. Алекс, што? Добар, Види, дечко. нека види, Алекс и талант дај за двајца да за кажем сите што двајца. мислиме. За сите За двајца. сите двајца. Види, талант како тренер врв. Врв. Порано беше безобразен и све, зборам у глобала. Меѓутоа со нас бил максимално коректен од почеток до крај. Збор не можеме да кажеме, со нас секогаш бил прекоректен. Алекс, одличен играч, одличен дечко, каде може, кај ќе му допуштат, знае да изреагира, знае да направи, меѓутоа со нас секако максимално коректен, го знаеме од дете. Согласуваш, потпишуваш тоа е, Потпишува че има. Со две На раце. пример, има ли дружба со луѓе во надворот? Има. Се седнува во кафана, знаеш. Еве сега судевме Има последно таква- килце со Алборг и после Значи, со надпревар. данци, бе, со данци. Да, после надпревар имавме вечера у ВИП у самата сала. Делегат, гостинска екипа, домашна екипа, ние двајца, маркетинг што е менаџер и дојде после талант, да не испочитува. донесе црвено Донесе вино, вино некој израелско. од Израел. Да, му се Прекрасно. свиѓало многу. Него вика да го пробаме. Знам дека сакаш вино, вика да го пробаш. И 2 не сата. испочитува 2 сата. Човекот сосем доволно. Тука покажува каков респект има спрема нас. Така е, Може и да не го направи тоа, нели? така е. Не ми е несредено, само си чувам работи. Ти не знаеш кога ќе ти затреба нешто. Гледај. Мобилни телефони, така? Гледај се. Овие мобилни на времето држаа батерија по недела дена, бе, некако модерниве телефони. Океј си, сега немам ништо против модерни телефони, ама знаеш, ќе им цркне батерија, она, и зашо пример да не се најде овој. Многу добар телефон беше овој на времето. А Жеро, од кога го чуваш? Види, тој престана да работи негде кога бе втора, трета средно. Значи од 2002, трета, четврта.
Кардиопирин, гастрорезистентни таблети, се употребуваат за превенција од миокарден инфаркт, васкуларна тромбоза и од мозочен удар. Таблетите Кардиопирин ја намалуваат појавата на несакани гастроинтестинални дејства. Кардиопирин, чувар на вашето срце. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Од многу обврски немам време ни за децата, но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Гладен си, ама ич не ти се готви. Нема ни потреба. Со Кликни јади, првиот фуд деливери сервис во Македонија. Со над 300 ресторани на избор и различни попусти и понуди секој ден. Сигурно ќе најдеш нешто вкусно и интересно. И ти и останатите 70.000 срекни корисници. Поддржуваш 100% македонски бренд со над 150 вработени. За брзо, сигурно и безбедно доставување на секој можен оброк. Тука за тебе сега и секогаш е Кликни јади. Не готви, само Кликни јади. Формулацијата Beauty колаген на Фармавитал содржи високо квалитетен хидролизиран колаген со луѓел, како и витамин С, хијалуронска киселина, боровинка екстракт и дополнителни витамини и минерали. Изгледе совршено. Ми треба брзо, лесно, сигурно, пари на број, без губење време, без чекање стои, да завршам работа кој 1, 2 и 3. Со секој кредит до 31 март има шанса за нов кафемат, лесно како песна. Ем први, ем брзи, ем најдобри, ем кеш. Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се, но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Кај било најубаво, знаеш, гледај, Албор, вака, така спомнувате места, за обичен човек, знаеш, тоа делува прво многу шарено од аспект на шетање, ама вие не дека ви имате многу време за шетање кога одите, да бидеме реални, така? Не. Тоа се повеќе хотели, хотели, ако успееш малце да најдеш време да прошеташ, така. А има некое место што е онака, вие кејф, кој ќе видиш, судам таму, супер, топ град, многу сакам.
Значи постои нешто тако? Види, Да се еве, радуваш заради тоа? Заради тоа, еве на пример у конкретниот случај Барселона. Така? Не заради Барселона, мене као град не ми е никаков. Но у Барселона има еден бивши играч, своевремено, Милан Калина, легенда у тоа, и него му е секојаш мера кој ќе дојдеме ние. А што работи? А он е како задолжен за суди. Иде. Те пречекува. Те пречекува, идеме на ручек, на вечер административно. Ама ти е меракс, као Мерак ти е пријател. Као пријател. Се труди човекот максимално да ти удоволи. Тоа однеси убав ресторан да пробаш убав вино, пробаш најубав бифтек, да пробаш најубав. Гостопримството А пред чекај, се. а обратно бе слове пример, некој да ти се мачи, некој, ле, треба судам вам Бог да чува. Има тако некој да ти се Има кога идеме, стужи. кога идеме Скандинавија обично, Ни се стужуе. доаѓаш, никој не те пречекува, такси си взимаш у хотел, идеш. Ладни се колуѓе, Така, знаеш, вечера нема, може некој сендвич ако ставиш. Дружба, нула и Ништо, што, нема. Таму чисто идеш, Тоа судиш ти и е бегаш. чисто, не е ни професионално, пошто ако е професионално имаш некој однос, нели? Ова е чисто ладно колку да кажеш дека е така. Другачи гледаат на цела работа, не е се толку Чекај инволвирани. се, такви си и самите? Знаеш, такви се сакам да такви речем, се да, не повеќе. дека е тоа нешто Случај, према... еве, тргни од себе. Со сите систи, не дека ние... Тргни од себе, ние кој народ какви сме? Гостопримливи, топли. И да немаш ништо, кој ќе ти дојде у гости, ќе гледаш на секој можен начин да му доволиш да го испочитуваш, не треба ништо повеќе. Ево, вие се чиста супротност од нас, ако ти е појасно. Да, добро, добро. Држи. Ништо не идат надвор од некои нивни процедури, тоа е тоа, значи. Вие сте фанови на ракомет, може да се каже, така? Значи, се, од тој аспект, ако можеш некако да се изземеш од моментот дека си судел надпревар, која била најинтересна некоја? Утакмица? Да. Што сте ја суделе, ама знаеш да можеш да процениш така од аспект на како фан, Дека е мераклиска, сега ќе ти добра, кажам, интересна. Сега ќе ти кажам, баш порано еве кажувавме, Вардар, Металург, ова, она, Африка, едно друго, меѓутоа ќе ти издвоам од последново светско првенство, што стварно ми остави печаток, а не е финалето. Судевме Шведска Исланд. Одамна немаме одсудено така добра и така тешка утакмица. 60 минути. 60 минути тепање, трчање, играње, невидено нешто. Значи да не застане, да не можеш. Не. Ја мислам тоа тоа можам да пулс издвојам. да мере Не е битно колку беше пулсот, него интересна како максимално и утакмица од секако квалитетна и аспект. брза и снажна утакмица, значи тоа е она. Исто како и ние што играме скандинавски ракомет. Ама слушај, тоа те пали како не те пали, значи сега. тоа дава додатно Додатна мотивација. Адреналин. И значи едва и чекаш такво Слушај, нешто. имаше една ситуација кај што Паличка го манов на Шведска и очо сака да направи. И сега човеков од Исланд, играчов, се залепи топката под него и овој сака да ја земе, дури го мава, го удире, мене ми доаѓа на Паличка, ме смири се, ја ги ти ја бабнам. Ама озбилно, буквално вака кој што ти кажа. Тргај се, бега, готово го гледам. Како познаваш ме кога Нема го. Како знаеш дека при крај е Џоле? Готово Нема, тоа. само тука вената ќе го видиш кај му се поди и бега. И бега. Толку е, тоа е Толку е, знакот, крај. А слушај, има комуникација меѓу вас за време на надпревар? Има. Како? 6 минути. Чекај, технички се слушате преку... Чекај, ај Исто тоа ова да сега го што го појасниме. носиме као имаме и ние слушалица. Значи слушалче бува... И делегатот слуша. Аха, значи Слушаат. тоа што вие меѓу себе го зборите, На исто светски слушате. првенства европски, да. Овие други беше со страна. А ви на македонски се вада нормално, да. Нормално. Значи нема правило како Не, англиски не. да мора да се Англиски Ако само него со му нив. се обраќаш на англиски, ако така, меѓу нас можеш како сакаш да збориш. Добро, и 60 минути све има. Све има. И пцуење. И тие се чуда, вика, што ова, зборат овие? све има. чекај, Све им пример, се. може и меѓу себе да се све исцвета. Па он ќе сгреши нешто, ја на него мајки шеки. Ја ќе сгрешам, он на мене мајки шеки. До 101 и терам. Ама чекај сега. Само на една утакмица. Не зборевме Не цела зборевме утакмица. цела утакмица, Бевме скарани. Шпанија Норвешка, четвртфинали у Египет. Бевме скарани и нешто. И ми вика, ај молим те направи ми муабет, вика бар да ја завршим утакмица како што треба. А кој е помек? Кој признава повеќе грешки? Сега секој може да сгреши добро. Грешиме, не, си признава и он и ја признам. Не може тука. Се гледа онма што е грешно. Не е поголемина од мене ми делува. Он може и да не признава, ама џаве му е. Тоа гледа Може луѓе. да не призна. Не, ово е у последно време поголемината од мене. Жаре се осеќа кога ќе сгрешиш одма по себе, знаеш дека нешто не е во одлуката како што Ти треба. знаеш она народната изамира 300 вира, брат. Тоа е слава. Ке прекич. Мудро ги си ги. А вие донесовте подароци, ама да не бидеме покуси. Значи за двајцата се разбира најдоброто од Македонија, Good Nature чевите се тоа и од Зегин да сме живи и здрави. Луѓе, многу успех, благодариме. многу среќа.
што ни недостасува во Крунава? Кој дијамант ни недостасува? Знаеш, веќе се направивте што фали? Final Four финале. Final Four финале. Готови тоа е се. Ајде, нека биде. Господ напред. Поможи година. Јас стално кажам, унапред кажам и погаѓам. Тој се сматра ко баба Ванѓа. До сега 3 финали нема никаква причина вака да каже. Причина вака гледајќи го нема. Нека се смее он. Јас си ги погаѓам. Луѓе, права гордост е, значи да сте живи и здрави, нека биде тоа финале, па да го збориме и тоа финале вака да дојдеш пак. Ја пуштаме емисијава после таму негде во јуни месец и ќе видиш. Ти благодариме уште еднаш на поканата. Сакоа, ако благодариме, заработиме, тоа сега да кажам. ако заработиме до тогаш. Му благодариме на поканата. Чест и задоволство секојаш твој гост у третата емисија со Сако. Ето така. Начески и Николов, дечки, да ги испратиме. И луѓе, овде е крајот. Сценаријата отидува веќе на рециклирање, а ќе отиде и пластикава. И вие правете го тоа, селектирајте отпад пред да фрлите хартија со хартија, стакло со стакло, пластика со пластика и така и ослободувајте се од него. Кликни, јади повторно тука. Нормално на крај на секоја емисија ние си нарачуваме јадење за цела екипа и вие нарачате си од најдобрите со најбрза достава. Кликни, јади имаат секогаш многу промоции за вас. Проверете ги на нивниот вебсайт. Следна емисија недела 18:30 на Канал 5 стандардно, нова епизода од 1-1 сезона 14 бенде да одјавиме па да јадеме. Чао.